Драги гледачи, сено ние денеска тука во студио. Како што знаете, не мораше сено тоа да направиш за да го откриеш кадарот позади со чајот. Меѓутоа тоа е тоа, сено. Е, по фокусот киде у мене. Сено is doing сенотинг. За на крупниот кадар, нема ли ке едитира? Небитно. Го почитуваме лава во муаветот, значи би сакал да им раскажеш на луѓето како почна во оваа индустрија, што е тоа во однос на маркетинг, дизајн, креативност in general, што е тоа што те привлече од млади или од стари години, кога се насочи кон тоа и како дојде до позицијава до која што си сега во Pixel и што е тоа што е интересно. Цела кариера ми е буквално рандом дешавки за кои немав поима дека се дешава. Значи цел време, цел живот и уште ми е на бакет лист да снимам филм, да бидам режисер. Тоа ми е бакет лист, ако го направам тоа, толку. Може да на пензија. Ќе треба да поглубиме после. Да, слободно. И значи на факултет кога бев на филолошки имаше рандом обскюр предмет креативност во рекламирање. И го предаваше? Ненад Војадиновиќ, мислам се викаше, и во тоа време работеше у ЕПП. Аха. Со Смилјановски. Аха. Знам и Стеф ни гостуваше еднаш као предавач. Ама сега мислам дека отиде у Црна Гора се предава. Супер. И го земав тој предмет зашто паднав шпански. И бев кларо ке си. Мора го менјам ова. И отидовме таму и наеднаш дознав што е копирајтер. Као се снимаат реклами, као се пишуваат реклами. Предавањава бевме поделени у групи според јазици. Пример шпанска катедра беа една група, англиска катедра беа друга група. Они беа ТВ новела. Да, и дека имавме петок у 3 сат предавање. Цел факултет беше празен и се поделевме, мислам се делевме по канцелари, по групи. Имавме бриф, требаше да смислиме кампања и на крајот предавањето ја презентирав. Као печував. Тоа прејако. Тоа беше прејако. Браво. А друг пат гледавме само реклами. Као денеска гледаме реклами, ништо немаше. Немаше предавање, тоа беше тригерот дека ова е нешто што сакаш да го работиш? Па да, бевка, окей, ако не можам филм да снимам, might as well да снимам реклама. Најблиску до тоа, кратка верзија. Најблиску до тоа. Still requires creativity. Да. Пак пишуваш, пак е нешто имагинација and stuff. И така почнав да решив да бидам копирајтер. И се вработив као копирајтер. Прво бев контент рајтер, буквално пишав блогови според SEO. Мора да вметнеш slip resistant tiles 5, level 5, 30 пати у статија. Куцаш само тоа. После бев футура. Па после идев низ мали агенции на секаде. По еден месец, два. И бев во една холандска агенција што беше за рекрутмент, али работев маркетинг и еден ден решија да бидам рекрутер. Као него ли видам мејлот, ми река. Did you see the memo? Да, мемото беше у петок у 8 сат пратено, у 9 сат сабајле у понеделник имаш состан. Нормално, не го видов. И решив да си дам отказ без да најдам работа. И као прав ребел. Да. А у меѓувреме видов оглас за Pixel. And here we are, 6.5 years later. Прашањето е како ти идеше патот на раст и развој во Pixel, пошто ти си една од поуникатните приказни на малтене свичење помеѓу департменти и крос-департментал работа и така натаму, така да. Ко може ни раскажеш? Некоја година пред Pixel, добро. симнав Photoshop да направам мемиња. Нормално. И после постери за бендов, што имам омоти за бенд, такви работи, така научив дизајн. Чисто за себе. И кога почнав во Pixel, што чат-пат колку бевме, 4 у тим. More or less. Мислам у маркетинг делот. Да. Ако excluding Enco. Да. И си правев и дизајн. Значи сам си ја правев стратегијата, сам си пишав копи, сам си правев дизајн, презентација, си објавував сам. Реклами. Сам си пуштав реклами. Сам си правев извештај. Значи како AI у принцип. AI бе. И кога се прошируваше Pixel, требаше да бирам помеѓу дизајн или маркетинг, дали ќе останам ваму или таму.
И от този момент правев годишен извещај за клиент. И бев заглавен на Excel и PowerPoint и бев кидам дизайн, зашто ова Па нешам што да го сака правам нека. у живот никад пак. И така влегов у дизайн. Силом приликом. Али добро да бидем А ти не реални. само работиш дизайн? Не. Тоа е клучното. Све работам. И видео, и Што е предноста да работиш се под наводници? предноста да работиш се, зашто ги разбираш сите страни. Пример, кога правиш дизайн, не мора да се фокусираш само на дизайн, него размишляш и како ќе продаде тоа. И она главна што е, кога правиш дизайн, не треба да ти биде шоукейс за твое портфолио, него треба да го служи клиентот. Да бе, сега го збориш ова. Имавме расправи пред 3-4 години. Ми ставаше бифрут да лепди на девојче што лепди на бифрут по река. Уште го памтам тоа. И уште е добар дизайн. Уште не е. Мислам добар ако сакаш да имаш у Холандија онакво, како се викаше, некакво представување на артси ствари, иначе Добро да, се учиме од грешки. се слагам. Што е најголем предизвик во оваа работа? Најголем предизвик е да не... Кој беше зборот? Сапкам на македонски. Да не подклекнеш на притисокот од дедлайнс. Само тоа? Па тоа е, мислам, главно. Имаш, друго е егото да си го ставиш на страна за да направиш дизайн или кампања и дека многу веројатно нема да им се свиѓа на сите од тимот. And that's fine. И некојаш ова што сме се расправале ја и ти сега, зашто сум на позиција, мора го сватам. Не мора да е најдобро, може да помине ако е доволно добро. Види, тоа се тие некои мали детали кои што различни луѓе различно ќе се расправаат на темата, меѓутоа во кратки црти треба да ги задоволи дизајнот сите потреби и да биде прецизен, а тоа дали е доволно добар или совршен е прашање на вкус. Така што ја, на пример, еве лично, во тоа што сме го зборале јас и ти, јас никош нема да одобрам дизајн кој што не е добар, ама ќе одобрам дизајн кој што ги поминува сите критериуми на добар дизајн, ама не е битно мене да ми е до толку добар лично, пошто јас сум субјективен, не сум целната публика. И ако од искуство знам дека тоа поминува кај таа целна публика, нема причина да бидеме перфекционисти, да влагаме во луп и да се нервираме после тоа зошто не бил најсовршениот дизајн на свет. Тоа не се случува во пракса, сам знаеш. А тоа со роковите што го кажа доста интересно, меѓутоа да прашам, да не ти дадам рок за нешто, дали ќе бидеш толку ефективен да го завршиш воопшто или цело време ќе биде пендинг? Ќе биде пендинг. До недоглед. До недоглед. Добро. Спомна преска музика дека тоа бил уште еден порив зашто си почнал да си правиш дизајни за потребата на бендот. Може ли да ни раскажеш малку за твојата страст кон музика, кој тип на музика покривате со бендот, во кои се бендови си бил, малку таа страна да ја запознаеме на сценот. Да, значи немам време за ни еден бенд. Би сакал да имам 10 бенда, кај што ги покривам сите музики што ги слушам. Би имал пост-рок, psychedelic рок, поп рок, whatever, джез, ама немам време за ништо. И затоа сум останат на првиот бенд што го имав, Апотеозис, што сме melodic death metal. Драматично го кажувам. Драматично. Да, имаме колку сме 13 години постоиме, 14. Од прва свирка. Holy fuck, 14 години од прва свирка во мај. А CD ќе добиеме некојаш од бендот? Не. Зошто? Приказната? Плот твист за тие што. Пошто од првиот албум Цедињата се негде во хостел во Софија. Заборавени. Колку 30 копии, 40 копии може би. Единствените копии што ги има? Да, последните копии. Ја имав една у кола, више немам у кола, така ни таа не знам кај. Во која кола старата? Да. Има изедено кола. Таква беше старата. Оставаш магично нешто таму и исчезна. Њом. Претвара улје. Да, значи немаме цедиња, има на Spotify, на YouTube. Сега завршуваме втор албум. Ја имаш една песна да снимам и уште вокали. И затоа ќе нема цедиња, зашто
Нема поента да има 20 CD-ња, зашто немам ни кај да ги слушам. Колите више немаат CD плеери. Дома Лаптопите немаат CD плеери. Може би Джики има некој CD. Или на винил може да ја направиш. Извини, Джики. Винил би направил скроз. И касети. Касети па кај ќе слушаш. Ај винил, А не, нема да слушаш кај страна. вака за тука, за арци. Козенитон. Добро. Како ја гледаш спојката помеѓу музика и ова што го правиш? Има ли допирни точки целиот тој креативен процес? Си се надополнуваат ли тие работи едно со друго? Дали тоа ти дава дополнителна енергија ако некогаш твориш повеќе во однос на музика? Дали потоа си покреативен и во тоа што го работиш? Дали некогаш кога ти оди на работа со кампања креативност, осеќаш доволно креативен или малку се cancel each other out работиве? Зависи у која категорија сум помотивиран. Ако, пример, сум мотивиран, сум направил добро со бендов, сум снимал нешто, или сум имал проба што било предобра и сум спун со енергија, следниот ден би имал повеќе мотивација да, пример, на работа бидам креативен и така. Ама, ако имам идеја за музика и не можам да дочекам дома да отидам, неам фокус никаков за работа. Значи само ја мислам музика. Што е многу нормално. Да, или само слушам као, не знам, ќе начекам некоја песна што ќе ме инспирира и ми е на репит таа песна. И не знам, пример, ми стои Photoshop отворено, ама мене мозокот ми е дома како би ја претворил таа идеја у песна за бенд. И тоа ми смета некогаш. Добро, ама тоа е нормален креативен процес и нормално е, види, во принцип ја можеме да ти кажам од лично искуство, мене кога не ми иде со една задача која што треба да ја правам, одма се свичам на други задачи, поради тоа што ако веќе имам некаква креативност во мене, барем да ја извлечам, барем да не ја за џабе. Сега, најчесто што се случува, тоа кое што не ти иде денес, не ти иде утре, не ти иде ни заутре, и на крај како што се ближи рокот, магично ти сакал некел почнува да ти иде, го завршуваш, се прегоруваш, меѓутоа тоа е едноставно начин на кој што добар дел од луѓето функционираат. И долго време мислев дека сум неодговорен, дека сум одлагам и слично, меѓутоа едноставно сватив дека тоа е начин на кој што функционирам. Да, јас сум исто. И тоа е сосема окей, меѓутоа единственото нешто што не е окей, кога ова се случува, треба се комуницира со другите, бидејќи другите не ти се во главата да знаат што се случува. И нели ако сакаш да си добар лидер, ако сакаш да бидеш добар тимски играч, мора да ми го кажеш тоа на луѓето, чисто да знаат, пошто некој ќе рече, абе уживај што се замараш, ако не ти иде за ова, јас ќе го презам ова денес, мене ми оди за тоа, остави го, ја ќе го фатам ова, фати ти тоа што те пука инспирација денес. Затоа комуникацијата е многу битна. Еве, од твое искуство, до какви се работи доаѓало од мискомуникација, а што се сработувало и излегувало навистина супер со добра комуникација? Да, мислам, знаеш, ако си пример само дизајнери се чека рандом ствар за тебе до петок, окей е да остеш до четврток и кога ќе те пукне притисок и инспирација да го сработиш тоа и ќе биде готово петок. Ама ако пример чекаш ти да се чека на тебе да поставиш насока, а треба сите дизајни бидат готови петок, а ти ја поставиш во четврток у 3 сат, имаме проблем. Тогаш е проблемот. И ова се има десено порано на некој пич беше, не ми се сеќавам кој дали Саван беше или не знам, не ми текна. Кај што така беше, ај ќе го ставиме до четврток. У петок треба да испраќаме у 3 сат и тука драма беше останување. Луд као фурија. Останување 4 дизајнери до 7, са бајле притисок. И испраќање нормално 5 до 12. 4, 59 и 59 секунди, стискаш сейф и си ка. Океј. Стигнавме некако. И после си болен 3 дена. Нормално. За младиве луѓе кои што сакаат да бидат дел од индустријава, кои што сакаат да растат, да се развиваат и да бидат добри во тоа што го работат, без разлика дали е маркетинг, дизајн, па еве дури и иако повеќе нели твојата поле на експертиза во првите две работи што ги спомнав, што е најпрактичен совет што би дал ти еве на младиот сено, кој што само што почна од факултет слуша за адвертајзинг, за дизајн, се му интересно, што би му дал како практичен совет на што да се фокусира за постепено да успее? Не мора да е еден.
Да, не знам. А мислам дека нема прав начин како ќе научиш нешто. Дали ќе идеш на академија или ќе идеш на факултет за дизајн или ќе седиш дома на YouTube ќе учиш. Се додека од кога ќе помине тој час или тој YouTube видео или тој предмет, не застанеш тогаш. Пример, ако идеш на академија, не можеш да очекуваш дека ќе знаеш ти ќе излезеш спремен, ако идеш само понеделник и вторник, слушаш часови, не правиш домашни, не гледаш ништо за дизајн, после 6 месеци, јас завршив курс, знам дизајн. Не, буквално е 24/7 job, кај што мислиш, гледаш, сега барем, не, кога почнав ја немаше, мислам Инстаграм имаш, ама ништо не беше, као сликички сам. За грејата беше. Да, YouTube беше чат-пат, онака сега имаш буквално еден заследи што прави добри дизајни на Reels, лайкни едно, еден заследи го, ќе имаш само такви Reels и ќе научиш цело време ќе учиш, зашто цело време ќе скролаш и цело време ќе видиш некоја јака идеја и ние уште го правиме тоа, ќе видиме, следиме ни 2-3 што се и си ги праќаме сите у чет. Цел тим види го овој, види го овој. Прашањето сега следно, знам што пола од младиве луѓе ќе го кажат кој изговор. Како јас да пробувам ова, ако на пример сум завршил академија, сум добил некоја пракса и сега никој не ме вработил или не ми дава шанса, како јас ќе продолжам да се развивам? Ќе си правиш фейк проект. Тоа е. Тука те чекав. Значи нема подобар совет од тоа. Прави фейк проекти или најди клиент потенцијален кој што видно би сакал да го имаш, дали како фриленсер, дали како вработен во некоја агенција или вработен во некоја компанија. Размислувај како да ти е твој клиент и направи фейк проект за тој клиент. Да. И представи го на социјал медија. Ама ја така као имав, не знам, као некад тоа што сажа го направиш, не може клиент не те го дозволува. Да бе. И тоа си правев летоска за женско светско првенство во FIFA. Така што ако би можел да правам ова. Да. И си правев ресерч. Океј, значи Австралија и Нов Зеланд, така ќе ги земам абориџини што цртаат и кои се народни носи од Нов Зеланд, новија маореве. И како тие ќе ги спојам увакво, кој бој ќе ги искористам, и се инспирираш и вежбаш дома. И на крај си имаш цел кейс стади за нешто што никој нема да го види или ќе го види на кој го пратиш, ама не е битно зашто ќе научиш многу повеќе од тоа. Си правев за Cine Days, не знам, не ми се свиеше, бевка мрзливи биле годинова, што би направил ја ако би направил. И го направив. И стои него у фолдер. Никој го нема видено, ама мене ми беше убаво. Јас си го направив, научив некој вакво, експериментирав со Shapes на Illustrator, што неам експериментирано никогаш. И сега тие Shapes ќе ги искористам некогаш кога притреба за друг клиент. На почетокот кажа дека бакет лист е да режираш филм. Што да спречува? Што ме спречува? Буџетот. Зошто мора да е голем буџет? Ако даваме совет на млади луѓе дека треба да експериментираат, зашто немаш една обична камера со 3-4 луѓе кои што се единста бранова должина по тебе, кај што вие ќе глумите, ќе опишувате сценаријата, ќе правите се живо и диво, зашто не продуцираш неколку такви, пред да продуцираш нешто поголемо да рекваира за баџет? Да, не, па тоа ми е план, сега го пишувам. И буквално тие тројца глумци што ги имам запознаено низ соработки со Pixel, така ми се викаат ликовите, зашто за нив ги пишувам. И hopefully, ако го завршам, вајде ќе го завршам, ќе им се јавам, ќе им кажам еве го, дај немаме пари, или ќе им пишам на сите клиенти, фрлете по 500 евра. Или побараш поддршка од Pixel, од луѓето, од своите колеги, од фирмата, од сите тука кои што сака да се вклучат на било кој начин, за пробоно, ова да се сработи се и да излезе еден убав продукт. Да, тоа е планот. Само да го напиша. И после џабе ти се, зашто баш прошла недела дознав колку е тапа со филмски фонд за Македонија. Ама зашто размислуваш за Македонија? Не леко збориме за дека луѓето следат брендови што се странски, прават фейк проекти за странски клиенти кои што може некојаш и не видат што прават и се. Зашто размислуваш локално, а не глобално? Па да. Види, ја ќе ти кажам една работа од моје лично искуство, за тоа како ние тројцата го кренавме Pixel. Најлесно е да кренеш било што со пари. Најлесно е поради тоа што се ослободуваш од притисокот на тоа да правиш компромис на квалитет. Меѓутоа, ако веруваш во нешто доволно и ако речеш
Не ми е битно кога ќе го постигнам ова, одам да го постигнам ова па што сака нека биде, ќе бидеш многу помотивиран, ако си помотивиран можеш да привлечеш други луѓе со таа енергија околу тебе. И тие луѓе ако веруваат во твојата визија, ќе го извадите најдоброто што може од вас. И ако тоа некој го види, ви даде фидбек дека може многу подобро, ќе знаеш дека може многу подобро и нема да го оставиш да биде само тоа, ќе продолжиш да растеш, да се развиваш. Значи ако ти значи доволно и ако не ти е битно само за некое признание или слава или било што, ќе продолжиш со итерации да го подобруваш целиот тој процес. Никој не вика дека првото сценарио што ќе го продуцираш во филм, дека ќе речеш окей, ова ќе го репродуцирам додека не стане доволно добро. Можеш да кажеш, можеби сценариото не ми се допаѓа, ќе го сменам сценариото целосно или ќе направам сосема друг филм на кој што ќе знам кои ми биле грешките претходно и така натаму. Така да мој совет кон тебе и кон било кој што прави нешто во кое што навистина верува е да не дозволи финанси и било какви ресурси да му се лимит. Пошто знаеш дека имало одредени луѓе кои што во даден момент си играле на Инстаграм, си правеле кратки филмчиња, на YouTube си ставале и еднаш станале светски режисери. Као другарите The Pony Smasher. Да, буквално. Да. Од YouTube видео. Од YouTube видео, светски познат режисер. И уште шлакнат на Инстаграм. Уште прави рилови за глувци што ги нашол во подрумот. И како се фатил некој на стапица, како не. За крај сено некаква порака до твоите колеги, нешто што сакаш да кажеш како words of wisdom. Ништо, верувајте тоа што го правите и стоите за тоа што мислите дека ќе помине добро кај клиент. Ти благодарам се многу. Фала ти на те.